25-та годишнина од нашето членство во НАТО ја одбележуваме во сенката на големата трагедија во Кочани, што на ужасен начин не подсети дека безбедноста на граѓаните е една од основните задачи на државата. Но успешната битка за животот на повредените од страшната трагедија не беше можна без импресивната хуманост и солидарност на државите, народите и граѓаните од регионот, но и многу пошироко, како и од активираниот европски систем за цивилна заштита, но исто така и на НАТО, за што сме им бескрајно благодарни. Денеска нема само да го одбележиме овој јубилеј, туку го одбележуваме нашето заедништво и меѓусебна поддршка. Зборовите на утеха, а уште повеќе подготвеноста да се помогне е она која од нас, 32 земји во НАТО, прави една здружена, обединета сила која е подготвена да излезе во пресред на секоја една земја членка. Во раните утрински часови таа кобна не дава. И во периодот кој следуваше зборував со многумина од амбасадорите на земјите членки, со повеќе мои колеги министри за одбрана. Оно што го слушнав од нив беше како може да помогнеме. НАТО не е само воено-политички сојуз, не е само организација која ги штити надворешните граници на земјите членки. НАТО е сојуз кој покрај сите различни гледишта на многу теми има една заедничка суштина – грижата едни за други.